Добар ден, драги ученици! Се викам Билјана Тинтоска, професор сум по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп. Во рамките на темата за историскиот развиток на македонскиот јазик, со мене ќе проучиме наставната единица што се однесува на прегледот на развитокот на македонскиот гласовен и граматички систем и што во себе детално ги содржи анализите на губењата на падежните форми кај именските зборови и промените во глаголскиот систем. Најпрво ви повикувам да се подсетиме на работи што веќе ни се познати, дека првата словенска азбука е глаголицата, составена е од 38 букви, од нив 11 се самогласки, останатите 27 се согласки. Творец на глаголицата е Свети Константин Философ или Свети Кирил, а во создавањето на првата словенска азбука му помогнал и неговиот брат Свети Методи. Глаголицата е писмо на црковнословенскиот јазик на кој светите браќа ги превеле сите богослужбени книги и потоа ја започнале Моравската мисија која е иницијатор за создавањето на словенската писменост. Пред да се осврнеме на разгледувањето на промените во нашиот гласовен и граматички систем, да повториме некои работи што се важни да ги знаете за усвојување на новите наставни содржини. Прво, во кое семејство јазици спаѓа македонскиот јазик, второ, што проучува историјата на македонскиот јазик, трето, како се формирал македонскиот јазик и четврто, за време на Втората светска војна, каква писмена активност се развила. Ве замолувам овде да го запрете видеото и да одговорите во вашите тетрадки на прашањата, а потоа ве повикувам да продолжиме со наставната единица. Развитокот на македонскиот гласовен и граматички систем се состои од два сегмента. Првиот сегмент е преглед на развитокот на македонскиот гласовен систем. Значи имаме развиток на македонскиот гласовен систем и развиток на македонскиот граматички систем или граматичкиот систем во македонскиот јазик. Старословенскиот јазик, чија стандардна форма е црковнословенскиот јазик, имал 11 самогласки, рековме, кои се разликувале според местото на образување, тоа се самогласки од преден и од заден ред, висината на изговорот, постоеле 5 степени на изговор и должината. Нашиот вокален систем низ вековите, после одделувањето на македонската варијанта од црковнословенскиот јазик, поминал низ неколку фази во својот развој. Првата фаза е обележена со губењето на еровите, тоест со нивното вокализирање, односно претворање на овие гласови во вокали. Тоа е многу важно за формирањето на нашиот гласовен систем. Полугласот големо ер или јор, означено со стрелката, се пишува вака, се изговарал како темно О, помеѓу О и А. Полугласот мало ер или јер, што се пишувало на овој начин, како што е покажано, се изговарал како темно Е. Тука завршува првата фаза. Потоа започнува втората фаза, која е најдоцна завршена до 12 век и е обележана со промените на носните самогласки. Тоа се следниве гласови, како што ви ги покажувам со стрелката. Значи, од тука ги добиваме самогласките И, од овој глас А, од овој глас Е и широко Е од овој глас. Така што, денешниот вокален систем на нашиот јазик го сочинуваат самогласките А, Е, И, О, У. Промени се случили и во системот на согласките, или така наречениот консонантски систем. Во нашиот стар јазик тие се делеле на експлозивни, П, Т, К, Б, Д и Г. Фрикативни, С, Ш, Х, З, Ж. Африкати, Ц, Ч, Дз. Сонанти,
М, Н, Р, Л, В и полувокалот Ј. Согласките во нашиот стари јазик се делеле според два принципа, принципот на звучност и принципот на мекост. Промените во системот на согласките во нашиот современ јазик се однесуваат на зацврстување на односот по звучност и постепеното губење на односот по мекост, така што се појавил стремеж за затврднување на меките консонанти. Значи, во современиот македонски јазик согласките се делат само по звучност. Вториот сегмент на нашата наставна единица денешна е прегледот на промените во граматичкиот систем на македонскиот јазик. И нашиот граматички систем доживеал одредени промени, и тие се големи промени, значајни, затоа што јазикот е појава во развој, односно процес во развој, што постојано ги следи современите трендови на живењето и потребите на современото општество и современиот човек. Во историскиот развиток граматичкиот систем во голема мера се изменил, тој процес бил постепен и се следи од најстарите македонски ракописи. Старословенскиот јазик имал богата промена и кај именските зборови и кај глаголите. Тој бил синтетичен јазик, тоест службата на именските зборови во реченицата се изразувала со падежни форми, што е случај денес со српскиот, рускиот, словенечкиот и други јазици. Во современиот македонски јазик, падежните значења не се искажуваат со падежни наставки, туку со состави од предлози и именки. Денес, по својата природа, македонскиот јазик е аналитичен јазик, што значи не користи падежни форми. Во старословенскиот јазик, именките ги користат следниве падежни форми. Номинатив е падеж на подметот, тоест со него се означува подметот. Генитив искажува посвоеност. Датив е падеж што обележува намена, за кого или за што се однесува дејството. Дативот е индиректен предмет, како и правец. Акузатив е директен предмет во реченицата. Тој покажува време или место на дејството. Инструментал означува орудие, тоест средство. Тој може да има и временско значење, да означува место и мерка. Вокативот не е член на реченицата затоа што не обележува никакви граматички односи. Тој е еден вид извик, со него се повикува, односно, да појасниме, со него се обраќаме. Од старите падежни форми или од падежните форми на нашиот стари јазик, една од наследените падежни форми е евокативната форма, која што ја користиме при обраќање по име или како се обраќаме спрема предметите. И последниот падеж во старословенскиот јазик е локатив, место и време на дејството. Овие падежи се употребувале со и без предлози, па поради тоа ја губеле својата вредност, а со тоа зајакнувала и функцијата на предлозите. Промените се забележувале и во областа на придавките, кај придавките значи и глаголите. Знаеме дека придавките се исто така именски зборови или припаѓаат во групата на именски зборови, затоа што ги следат именките во сите граматички категории. И како и именките во нашиот стари јазик, придавките исто така се менувале по падежи, а компарацијата се образувала на синтетички начин со наставка. И глаголите во старословенскиот јазик се исто така доживеале промена. Во старословенскиот јазик се разликувале прости и сложени глаголски форми. Од простите глаголски форми инфинитив, презент, имперфект и аорист најчесто биле користени како глаголски форми. Со губењето на инфинитивот се јавиле новите глаголски конструкции со помошните глаголи сум и имам. Например, сум дојден, имам дојдено. Сега ќе ве замолам да ги разгледаме задачите и прашањата што ви се зададени во последниот слайд.
Првата задача е да го споредите старословенскиот јазик со современиот врз основа на примерите во учебникот на страна 10, учебникот што се користи за средно стручно образование. Второто прашање е колку самогласки разликувал стариот јазик, за да повториме да видиме што сме научиле од наставната единица. Потоа колку самогласки денес има македонскиот јазик. Четвртото прашање е според користењето на падежните форми од каква природа е старословенскиот, а од каква македонскиот јазик. И петтото прашање на што се однесуваат промените во консонантскиот систем. Ви благодарам на вниманието.